На денешната пресконференција на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, директорот на установата Беки Мнезири го презентираше извештајот за работата на одделението за оценка на работната способност за периодот од 2011 до 2012 година. Според она што го изјави директорот, радикално е намален бројот на предмети кои чекаат за разгледување, како и бројот на лица кои поднеле барање за остварување на правото за инвалидска пензија во однос на барањата во периодот од 2009 до 2010 година. Ако во периодот од 2009 до 2010 година се провлекувале 1978 предмети кои останале нерешени, нивниот број во периодот од 2010 до 2011 се намалил на 1460 предмети, а во периодот од 2011 до 2012 останале нерешени 1336 предмети. Ако во 2009 имало 8741 барање за инвалидска пензија, во 2012 година тој број се намалил на 2793 барања. Тој нагласи дека ваквото драстично намалување на барањата се должи пред се на воведувањето на новата процедура за работа на одделението за оценка на работната способност. Тој нагласи дека во минатото главен недостаток било долгото чекање за покана за преглед за остварување на правото за инвалидска пензија, што со новата процедура ќе се сведе на 24 календарски денови. Во подрачните единици во електронско формирање на предмет, значи има рок подрачната единица без разлика во која филијала во цела Македонија во рок од 7 дена да го комплетира целиот предмет и да го по електронски пат и во хард копија да се пренесе, значи, во инвалидската комисија. Контролата на документиве, значи комисијата инвалидска е должна во рок од 1 ден да ја провери целокупната документација и известувањето за покана да ја прегледа во рок од 1 ден. Тоа значи дека во рок од 24 дена по аплицирање на одредена личност за остварување на право за инвалидска пензија треба да биде максимум 25-тиот ден да биде поканет, значи, со новата процедура. Новата процедура ќе стапи во сила од 1 септември годинава, а се очекува со неа да се обезбеди потранспарентно работење на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.